Гостивар доби втор стационар за третман на бездомни куќиња. Шелтер центарот, кој што е лоциран во објект на старата касарна во атарот на Долна Бањица, денес официјално беше пуштен во употреба. Располага со 30 боксови за животните, а во период од 2 недели веќе се заловени 15 на куќиња, за кои следува соодветно вакцинирање, стерилизирање и кастрирање. Првиот човек на Гостивар, Арбен Таравари, вели дека во период од 2 години на гостиварска територија биле третирани над 450 куќиња. Ако ме прашате мене повторно, се уште не сум задоволен од резултатите за кои што се залагаме како локална власт. Направивме физибилитет 2018 година и по проценката во Гостивар има околу 700 куќиња. Ако има 700 куќиња и околу 500 се третирани и оперирани, дел од нив, значи останува за целата територија на општина Гостивар да има само 200 куќиња. Ја не мислам така, мислам дека има многу повеќе од колку 200 куќиња. Зошто е тоа така? Мислам дека е резултат на недобра соработка меѓу полицијата во општина Гостивар и локалната власт. Ние неколку пати имаме и од граѓани снимени камиони кои што пуштаат куќиња во нашата општина. Новиот стационар се реализира како проект Дај ми за солниште за спас на иницијативата за граѓански интеграции ИГИ во рамки на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан, која е финансирана од Европската Унија, а ја спроведува програмата за развој на Обединетите нации UNDP. Во директна средба со представници од полицијата и од општината беше договорено се превземат итни мерки за справување со проблемот на носење на бездомни куќиња од други градови, со што полицијата се обврза на поинтензивни проверки и контроли, како и апел до граѓаните да пријавуваат во полиција доколку видат возила кои што ги истовараат куќињата. Исто така посебен акцент тука би ставиле апел до граѓаните кои што имаат миленик, значи да го чуваат, редовно да го вакцинираат, а доколку не сакаат повеќе да ги чуваат, секако стационарот е отворен за нив, додека пак исто така ги повикуваме да ги отворат своите домови за овие бездомни животинчиња кои што ги имаме тука, а тие секако ќе им вратат со уште поголема љубов. Веќе во април 2019 година имаше јавна дебата на која што граѓанските организации и граѓаните ги дефинира приоритетите за општина Гостивар за оваа година и врз база на тие приоритети беше распишен и јавниот повик и еден од проблемите со кои што многу често се соочуваат е и бездомните куќиња и други миленичиња, со тоа што имаше пријавени доста напади, меѓутоа немаше ни хуман третман од друга страна па ниту на куќињата. Проектот ќе трае во наредните 5 месеци, пошто врската за функционирање на стационарот и вработените ќе ги преземе општината.